песната Македонио, земјо најмила, која испеа легендарната Васка Илиева многу емотивно и маестрално на првиот фолк фестивал во Ландово во далечната 1985 година. Годинава слави значаен јубилеј. 40 години од кога е создадена и испеана. Автор на оваа песна е господинот Бранко Ѓоргиевски, кој што по тоа време во далечната 1985 година бил младо момче, кое што со таа песна што ја има создадено тогаш, односно песната Македонио, земјо најмила, всушност ја започнува и својата музичка кариера. Инаку, господинот Бранко долги години живее и работи во Австралија, но Македонија и љубовта кон родната земја со години му е вечна инспирација. Години по ова песна која што ја ја спомнавме, Македонио, земјо најмила, ја пишува и далеку познатата песна Каде сте македончиња, која што е посветена на децата бегалци, но како и да е, во таа песна може да се пронајдат не само деца бегалци, туку и сите македонци ширум светот. Сега да не должам многу со најавата, јас би сакала да го поздравам мојот вечерашен гостин, односно господинот Бранко Ѓоргиевски, со кого ќе си поразговараме и за ова песна која што слави 40 години, но ќе се вратиме малку и ќе преговориме со него и за неговата музичка кариера. Добро вечер, господине Бранко, и ви посакувам топло добре дојде во Македонија, во македонската метропола, во телевизија Сонце. Добро вечер, Милена. Навистина ми е драго повторно да се видиме. После 8 години, 2017 прославуваме 30 години од Каде сте македончиња. И еве сега, значи, ова е 40-та од мојата прва создадена песна, која се испеа тогаш инаугуралниот фестивал во Ландово, Фолкфест во Ландово 85 година, че бе во жижата на сите збиднувања со Костадин Костадиновски, со Леонид Манчев, се сретнане во Матица и така се створи таа врска и понуда да учествувам на фестивалот, веќе има спремна композиција Македонио, земјо најмила. Така, еве, спомнавме, во 2017 година имавме интервју со вас, овде за Исконски думи, во телевизија Сонце, тогаш беа со вас и вашите соработници пријатели, Костадин Костадинов, Александар Сарев и Сашо Ливрински. Но тогаш говоревме за песната Каде сте македончиња, но овој пат ќе говориме за оваа песна која што слави 40 години. Значи, како дојде до тоа да ја создадете оваа песна? Значи, дали беше создадена токму во тој период и беше наменета за фестивалот или како беше создадена? Да, ова песна, значи, јас се имав веќе создадено, направено во Аделаид, тогаш живеев во Аделаид, Јужна Австралија. Покрај неја имав направено и втората песна што ќе се случи на 86 во Ландово 86 година, што исполни Петранка Костадинова. Значи тие две песни беа спремни, бидејќи јас сум музичар, се бавам одамна. Од мојата младост најнапред со забавна музика, која се преточи во народна музика. Значи имаше тој преод од едно во друго, меѓутоа забавната секогаш остана тука некаде, знаеш, како нишка, затоа што ме поврза со младост. Иначе тоа се случи така, и кога дојде, значи, таа година, јас престојував во Македонија, имав некој грант има Совет за уметност во владата на Австралија и тој доделува грантови, се користи тој збор тука? Да. Помош за уметници од било која област
И мене ми беше дадена таа можност преку таа помош од владата на Австралија да дојдам во име на општината во Аделаид и да го изучувам македонскиот фолклор, па со тоа знање да се вратам повторно и да го пренесам тоа на дечињата таму. Меѓутоа, планираното едно, тоа се случи, да. Меѓутоа се случи и многу други работи што го сменија од корен мојот живот. Се запознав со мојата идна сопруга, веќе 30 години од тоа прославуваме. И низ тие дружења низ Скопје, значи, јас сум оставил впечаток и постари генерации ме бара во нивното друштво заедно со мојата сопруга. И гитарчето секој беше тука на дофат. И се збори во животот, се збори за златна шанса, за животна шанса. На англиски е многу популарно тоа. И е добра фраза што секогаш ја употребувам. И тоа е, значи, да се биде на право место, во право време, со прав човек. Значи, тие сите три работи се случија на таа дружба, таа вечер, кај блиски пријатели. Меѓутоа, правото лице што беше на таа средба беше Миле Брзанов, главен и одговорен уредник на народна музика во телевизија, македонска телевизија тогаш, и тој ја слушна песната, си пеев јас и други песни, ја слушна песната и вика: ај Бранко, вие ако можете да дојдете во телевизија некој ден кога ќе сте слободни, да видиме што можеме да направиме понатаму. Ете тоа беше, значи некогаш треба да се препознае таа шанса и да се зграпчи. И јас тоа го искористив, значи, и потоа се понатаму е историја, што викаме. Но тоа било се спонтано на некој начин. Спонтано, ништо договорено, ништо. И самата средба и самата покана од господин Брзанов. Како се одлучивте токму Васка Илиева, нашата легенда, да ја пее таа песна? Не беше. Каква беше незината реакција, сепак она беше на врвот од популарноста? Не беше тешко да се одлучам за Васка Илиева, затоа што се случуваше, значи, спонтано и една работа се надоврзуваше на друга, другата на трета на четврта, значи во телевизија, веќе го имав јас Кирил Тодевски од Рачево, тој беше уредник во радиото на народна музика. И тој ме запозна со Драги Митев, кој подоцна постана мој близок пријател и соработник, ги аранжираше сите мои песни, додека траеше неговиот живот. И после со него, јас му спомнав, викам, јас би сакал ова песна, ја гледам како ќе испее Васка Илиева. И реакцијата на Васка Илиева беше малку необично, интригантна дори, затоа што рече, па голем текст, ние знаеме Васка какави текстови, нејзините песни се. Меѓутоа, она се пазеше малку, зашто уште приликите не беа созреани да се испее таква песна, знаеш, ние уште се негуваат тие пријателски односи Југославија, Грција, нели? Ама ете, јас пипкав, значи, тамо каде што не беше дозволено и имав помош, имав, значи, луѓе што ги отворија видиците, очите. Костадин Костадиновски, значи, беше од секогаш тука. И Драги Митев исто така малку, ама и тој беше, значи, и тој. И се случи таа работа и Васка Илиева, до тогаш, како јас што познавам, немаше никогаш отпеано на некој надпреварувачки настан, фестивал, и тоа беше прва официјална награда. И вечер пишуваше за тој настан Солзите на Васка Илиева. Значи, таа песна доби награда тогаш? Да, доби награда за најдобра патриотска песна и златна плакета на градот. И таа плачеше, а јас од другата страна, емотивно, и јас, Солзи пронав, и го прославувам од прв успех, неочекуван успех. Јас не сум планирал да се случува овој работ. Добро, значи, никош не се планираат работите така. Никош и не испаѓа така како што ќе се планира, нели? А дали сте вие комплетен автор на песната? Јас сум комплетен автор, Драги е аранжер на песната и таа целина вроди една песна која
остана за секојаш, 40 години од тогаш е препејувана, некој ќе праша, да имам дозволено, некој нема да праша, што не ми се допаѓа баш. Ама и другото што сакав да кажам, првите концерти што се правило во Австралија со пејачи од овдека, значи Валандова беше отскочна даска за многу таленти, за многу пејачи, музичари, автори. И првата група што дојде беа близначките Маријана и Росана. Концертите ги започнуваа со Македонија земја најмила, затоа што беше нова песна и патриотска песна, и се знае што може да се очекува во Австралија, во македонска средина, иселеници од Македонија. И значи и тоа све се надополуваше, да. А каде ја напишавте песна? Во Австралија? Во Австралија, во Аделаид. Да, во Аделаид. Значи и Аделаид е пресудно место, што дало патокас како ќе оди понатамошниот мој живот. Тамо, значи, мала средина, претежно македонци од егејскиот дел на Македонија, кои или дошле директно од Грција, од нивните родни места, поради економски причини, и многу бегалци. Токму тие бегалци беа мојот голем учител, значи од нив научив, значи за нивната голгота, после за патриотизмот, пробав да научам повеќе од она што имаме овде учено. И така, значи тоа беа одлучувачки фактори. А кога заминавте вие за Австралија? И тоа беше авантуристички малку. Декември 81 година, значи на 23 декември, еден ден пред прослава на Крисмас, на католичкиот Божик. На братот му требаше музичар и тој беше многу, знаеше како да го погоди правиот живец. Ако сакаш да доаѓаш, сега моментот, сега, 3 пати. А вашиот брат? Мојот брат Петре, тој веќе беше таму 7 години пред тоа. А јас тука бев во царински складишта во Фершпат, имав многу убава работа, бев референт за продажба на запленети царински возила. Ама ова беше премногу дури екзотично за да се одбие. И уште бев слободен, бев млад човек и ми реков, ќе одам за една година и земав неплатен одмор за една година, не мислев јас да останувам таму. И меѓутоа сите други од колективот го знаева, тој ми приредија голем банкет. И јас се уште не можам тоа, значи да го процесирам дека и не, јас одам за една година, значи имам документ, неплатен одмор. И дури кога стасав таму и веднаш гледаш, значи животот го споредуваш пополека, го споредуваш ден за ден. И после една година, годината помина во 3-4 и тогаш се вратив, она што го рековме, за 85-та година, и се после се смени. И после пак заминавте за Австралија? Да, се замина во Женет. Со јамболи и со чуда за он кој после ги вратија на назад, тоа е друга приказна за друг пат. Така. Да, еве, и неколку пати спомнавме дека во 2017 година имавме интервју со вас тука во телевизија Сонце, зборувавме за легендарната Каде сте македончиња. Еве, нормално сега повторно се надоврзувам на истото прашање како и за претходната песна. Како настана оваа песна? И дали вие имате некои гени, некои корени од егејска Македонија или... Веднаш што ми излезе песната и не сум сигурен, ама некој посочи на Ристо Краполски, нели? И тој наводно рекол, значи пак, да не бидам држан дека вистина е така, ама ако сум слушнал, јас значи го рекол и не мислам дека некој голем греф, ако го спомнам сега, ќе биде благодарен, нели? Што рекол не е можно ова песна да напишам некој што не поминал ни се тоа. Инаку јас сум од Рачево, една од најстарите фамилии во Рачево, Кечовска фамилија, и додатокот ми е Кечовски, покрај Ѓорѓиевски. И нашата фамилија, значи, е дојдена од планините, па неколку пати се доаѓале, па се враќале, како се случувале настаните долу. Иначе ние сме и песна напиша за Драчево во албумот со Саше, нели? 2006 година за Драчево и
песната пее значи за Китка Караджица, Солунска глава, а таму испод Салаково крие приказна стара. Така, и тоа. И сега песната е како химна за Драчева. А за песнава Каресна Македончиња како настана, значи, како што рекол претходно, во Аделаид, претежно, мнозинството се деца бегалци, и нашинци дојдени од Егејскиот дел на Македонија од економски причини, значи дојдени од отеде од Грција. И ќе спомнам едно многу важно лице кое почина до сега веќе долги години, Вангел Костовски и други. Имаше и учителка што ги водела дечињата, значи на тој бегалски поход, знаеш. Значи таа Голгота и мене ме трогна, јас сум многу емотивно лице. Ја не мислам дека има некој писател, посебно вака на песни, на патриотски песни, што ги нема тие емоции. Ако ги немаш тие емоции, јас не мислам дека можеш да направиш успешна песна. И не сум плоден фактор, значи тоа што ќе напишам сакам да остане, да држи. Да држи, не е да е бокал со дупнато дно, да држи. И низ тие разговори што не, значи ова траело подолго процес. И веќе се стварала идејата кај мене и желба да напишам ова песна. Без никаква награда, без никакво очекување да напишам ова песна. И во исто време, во вечер се излегуваше фелтон за македончињата. И не сум 100% сигурен, мислам дека беше Кошта Поповски. Тој пишуваше таму. И од таму, значи, собрав знаења за сето тоа, значи, тоа после што го напишав, да беше поетски, меѓутоа, ја осликав, значи, таа ситуација и се случи, значи, валам до 87 година, песната му испратив на Драги Митев, рекол ми ќе го одберем Александар Сарев, значи, мој предлог беше и тој рече, не е лош изборот, не е лош изборот. И Сарев ја испеа многу емотивно и тој, кога зборувам на нели Бог да прости минатиот пат, значи заменете тој. И тој рече, Бранко, јас имам многу трема. Како ќе испеам ова песна, рече. И ете, значи, песната се случи, народот ја прифати, од првин, најнапред, и друг пат го имам спомнато тоа, најнапред беше забранета песна. На картичката, порано се водеше картотека во радио. И бидејќи близок сум со Кирил Тодевски, ќе ми прости сега ова што кажувам, нели, државни тајни, меѓутоа тоа минато сега и тоа е готово. И, значи, од другата страна на картичката со црвени букви беше напишано да се изведува само во специјални прилики. И сега тоа кажува се, значи, која е таа специјална прилика. Меѓутоа народот го рече своето, немаше свадба, немаше весела. И се прифати и си остана посебно за децата бегалци, што е химна за нив. Така. Еве, пак ќе ве прашам за зошто се одлучивте за Александар Сарев и малку повеќе да ни кажете за него, пошто бидејќи верувам дека се е нормално за Васка Илиева, скоро секој знае, ама за Александар Сарев малку мислам дека поготово помладата генерација не знаат кој бил Сарев. Епа вака, Александар Сарев, значи, ќе почнем од крајот на минатиот пат кога се сретнаме тука. И кога тој го кажа своето мислење за оваа песна, рече, Каресна Македончиња беше тоа што недостасуваше на една многу убава торта, со шлак, со све, ама таа цреша од озгора недостасуваше. Значи, Каресна Македончиња за неговата кариера беше таа цреша што недостасуваше. Значи, тој беше пејач на претежно патриотски песни, меѓутоа има многу испејана песни, за Крушево, нели, за Тодор, за Стојан си имал, нели, Стојан си немал синови, меѓутоа си имал Тодора, и, значи, патриотски песни. И јас ги бирам на исполнителите на моите песни, додека бирав, нели, тоа беше циклус од 5-6 години, и мислам дека за сите одбрав исполнител, што ќе презентира песната во најдобар начин.
А повторно сте комплетен автор на каде сте? Да, комплетен автор. Нормално, таа соработка со Драги траеше 2 децении, се до неговата смрт. И тој, значи, прекрасен аранжман направи, тоа го рече и Костадин Костадиновски минатиот пат. И јас сум задоволен. Значи уште еднаш да подвесам, значи, никогаш не сум очекувал јас дека нешто ќе се случи со моите песни. Јас бев благодарен што тие зедоа учество во тој фестивал. Значи, тој фестивал беше нешто што од корења ја промени македонската музика и ја збогати. Хитови, после хитови, после хитови, после хитови. Тоа беше... Да, а дали доби награда тогаш оваа песна? Да, најдобра патриотска песна. Најдобра патриотска песна. И тоа после си остана така до ден денешен. Така. Еве, исто во минатото интервју, пак се навратам, спомнавте дека со оваа песна сте отишли и во Овчарани и Егејска Македонија. Да. Која пееше таму? Да, сега, значи, тоа беше... Подсетете на тој настан. Да, јас тука ми се мене меморизирани сликовите ги гледам сите настани. Тоа беше летото 1998 година и се случуваше втората светска средба на децата бегалци. Значи, поранешните дечиња, бегалци од цел свет, дојдоа да се сретнат уште еднаш, да се подсетат на тој, значи, многу тажен настан во нашата историја, кој се потурка настрана во светот, а за помали работи, ама и ние сме помали, така не гледаат. И добро, да не навлегуваме во тоа. Значи, и... Која година беше тоа? Значи, 1998 година, и за таа прилика јас напишав песна како пролог, значи, пролог е продолжение, така? Да. На кадесна македончиња, меѓутоа никогаш не го зеден местото на кадесна македончиња, инако песната е многу силна. И песната се вика Не заборав, и албум направи тогаш, Не заборав, со нови песни. И таа песна пее за 50 години потоа. Значи, ова средбата беше 50 години потоа, и ова беше пригодна песна, и сите ја поздрави, ја прифатија. Меѓутоа, првото, исто како кога ќе одите да купувате чевли, нели? Ќе вртите цел град, ќе свртите, меѓутоа првите што го видите, ќе видат секогаш тие што ќе ги земете. И така и со овие работи. И одиме сега, значи, автобуси. Не знам колку имаше, може 8 автобуси имаше. И бидејќи јас бев поканет на гостин, значи, на средбата, и како тако ме третира, на секој автобус имаше голем постор од мене. Јас да бидам искрен, јас очекував дека ќе ме вратат. Нели? Ама пишувам за настан што допира, знаеш, така патриотски, така, да. Нивната осетливост, тоа што избегнуваат цело време. Меѓутоа тие вратива стари активисти, деца бегалци, што и порано ги имаат на список. Меѓутоа Бранко го нема на тој список, а сликата беше на секој автобус во Овчарани. Во Овчарани, уште пред одиме во Овчарани, со нас како водичи беа локални активисти, меѓу кои и овој сега што е, да рече го, Васкополос, значи тој беше младо момче тогаш. Не дека е сега многу постар, меѓутоа младо момче. А во Овчарани, значи, стигнаме таму на Илинен и имаат како подиум и малце бини, како ми рече. И орото, значи, не беше само еден венец на оро. 3-4, значи се тресеше тоа, се тресеше. Имава нивни оркестар, многу го свиреше и наши песни, имава тие, значи, своји точки. И песната јас ја пеев. Кадесна Македонија, исто така ја пеев и во Воден. И во Воден, што да ви кажам за Воден? Тоа се случи тогаш исто. Во Воден, значи Воден е место од приказните. Значи Воден грачот и одеднаш огромен пад надоле, полето и водопад. Да, сум била. Викаме, зошто ни ја земале комшиите најплодната Македонија. Тоа е продолжение од Пелагонија. И таму
без музика, без ништо и полека почнава да се собираат мештаните и некој викава дека имало и детективи, шпиони и така. Меѓутоа беше со нас попот Никодим Царкњас и тој одржи една молитва и јас ја запеав така без музика песната и си одиграм едно оро и очекувам, ја се пеам песната и очекувам нешто да се случи, меѓутоа ништо не се случи, се помина во ред и за моментот беше на наша страна тогаш. Знаеш, тоа е дневна политика на Грција. Како и годи, така и правда. Еве, ваши песни имаат испеано, нели, Васка Илиева, еве, Александар Сарев, исто така, Петранка Костадинова, Круме Спасовски, Перо Христов. Значи, тие песни кои што тие ги испеале, ваши песни, дали конкретно за нив ги напишавте, они да ги пеат или? Не. Тоа значи се што сум напишал Милева, значи во мојот музички опус, се е откорнато од лобошината на душата, од срцето, се е откорнато значи од вистинскиот живот, нормално ќе се оплемени нешто ако треба да се оплемени. Меѓутоа тие после беа веќе љубовни песни што се слушува. За Перо Христов песна беше многу силна, струмица ечеше од таа песна после фестивалот. Таа песна е за животна случка кај мојот брат Петре. И така тоа, зашто многу не се одрази на цела фамилија, напишав таа песна. Иначе песната за Круме Спасовски што испее за мојата сопруга Елизавета да се одложи. И беше направена така да народот прифати за свадби, за тие работи. А беа сите изведени на Валандово или? Да, сите овие на Валандово и после си направив нови албуми. Ова е клучен момент значи во мојата кариера. 94-та година дојде Танец во Австралија и во Перт беше и Круме Спасовски беше со нив. И Круме Спасовски веќе испеа нели претходно 90-та година песната за Елизабета и вика Бране, вика што не си направиш ти една касета, тогаш касети бе, една касета и затоа што користија Каресна Македончиња како твоја визит карта. Да. Тоа е визит карта, тоа е твоја визит карта. Јас викам, човеков има право, знаеш? И после ми влезе тоа во главата и така се роди албумите. 94-та, 96-та, 98-та и 2007 со Сашо Ливрински, кој, значи, можам слободно речам дека ете судбината што прави еден ќе замине, значи тоа беше Драги Митев. Јас бев 14 години помал од него и дојде друг преку Кирил Тодески, тој ми рече јас ќе ти најдам за Драчова прави песната 2006 претходно и јас му викам да ми најдеш некој што е добар да ми помогне за оваа песна, зашто оваа песна сум ја ставал настрана, идејата за песната, додека не е созрело вистински, зашто не сакам да се обрукам за моето родно место со слаба песна. И песната се докаже дека навистина беше многу успешна и ја прифатија мештаните. Значи тој рече, што мисли за Сашо Леврински? Бинго! Да, викам го, знам Сашо од почетокот, не од почетокот, после кога се смени гарнитурата на Драги Митев, се замери нешто, после дојде многу, не знам како се викаше, без разлика. И стапи Сашко на сцена, пак со помош на Кирил Тодевски, и аранжман врз аранжман и направи аранжман за мојата песна Драчова и од тогаш значи почна нашата соработка. Тој е пак помало од мене 14 години. Значи види како животот нешто, така. Прави сценарија. Ги работите, да. Спомнавте, читам 4 албуми, така? Да. Па и кажете ни значи како се насловени, какви песни има. Да, првиот албум, значи го направиме, тоа беше почетнички албум, композициите како секогаш ми се, значи тоа што ќе го напишам биде најдобро. Меѓутоа го снимавме во приватно студио на Благоја Стојчевски, Гаштето го викаат, одличен виртуоз на кларинет во Сиднеј. И направиме се што можеше, тој направи се што можеше. И меѓутоа тоа беше аналогно снимање, после дојде дигитално. Значи вториот албум веќе го снимавме
во Скопје. Значи првиот албум Само Господ знае, напишав исто една така патриотска песна и нишката, значи со нашата вера во Бога. И таа песна исто се покажа многу успешна. Колку песни имаше на тој прв албум? Да, 10. И дали беа сите патриотски? Не, имаше и љубовни, имаше љубовни. А дали вие ги пеете сите песни? Да, сите, значи во сите албуми, да. Значи кантавторски албуми беа тие со еден збор. И после 96 година уште еден албум направен со Благо Стојчевски во Сиднеј, тој беше подобро сниман. И тој се вика Македонија стара мајчица. Музиката ми ја даде Драге Митев, значи тоа беше насловна песна во тој албум и многу убав. Песна многу убава, албумот секако беше добар. И после 2 години, 98 година, за средбата на 10 бегалци, и снимене, значи, тој албум со таа продолжение на Каресна Македончија, Не заборав, и така се викаше албумот Не заборав. И тоа беше веќе солиден албум и му реков на Драги, ајде да пробаме други да напишат песни за мене. И значи карактеристично за сите албуми беше што сите ни се провлекуваше Каресна Македончија и Македонија земја најмила. Ни сите ни, значи. Тоа како ваше обележје, како ваша трага, така да кажем. Јас мислам нема ништо, напротив, ке збогати и луѓе ги сака да ги слушнат тие песни. И тој албум беше солиден, значи 98 година, Не заборав. Песната Не заборав, прекрасен аранжман од Драги Митев, многу емотивно текстот и споменувам ЕГС Македонија како рајска градина, Господ да ни ги отвори вратите на таа рајска градина и повторно да се вратат македончињата тамо. И беше примена, значи, од 2000 публика, не знам колку беше во Сајмиште, тука во Скопје, тамо се одржуваше таа средба, беше со воодушување примање. И тамо пееше и Петранка Костадинова, богат настан беше тој. И последното, како што реков, беше, значи, последниот албум е Да се живее. Веќе тука, реков, морам да покажам позитивност кон животот, кон еднината и такви песни створив. Значи, љубовни песни, имаше и патриотски нормално. И во претходниот заборавив песна за Бапчор, значи многу силна песна, ама јас не сум присутен тука и затоа некои песни се толку вредни, меѓутоа ако не ги пееш постојано, ако не се исполнуваат, и таа прекрасна песна, значи го сликам животот на Бапчор, до корен разрушено. Меѓутоа јас го сликам низ очите на еден бапчорец што ми има кажувано приказната и после и Ѓорѓи Донев напиша, состави монологија, убава сликовница монологија, и од таа монологија исто и со него, разговор со него, ама претежно со овој човек од Перт, Танас Пејов, починате, и тој ми ја опиша така, и низ неговите очи, значи јас го насликав Бапчор како што бил, со камени куќи, со мостови, со потоци, со реки, со воденица, со училишна зграда, со црква Свети Ѓорѓи. Така. И после на крајот пеам, ако појдеш брачко назад во родно село, црква Свети Ѓорѓи, брачко ти да влезеш. Оти се е пусто тамо, жива душа нема. И да запали свека за сите бапчорци. Така. Значи имате вкупно 4 албуми снимено. Последниот која година беше снимен? Последниот е 2007 година. 2007. Значи доста време поминало. Сега долги години нели живеете во Австралија. Па дали се уште пишувате, компонирате, односно со што се занимавате во Австралија? Дали ова пишувањето и компонирањето ви е хоби или пак професија, така да кажем? Види, Милена, јас сум одамна пензионира, значи имаше некоја мала повреда тука на работот, меѓутоа сум добро. И со музиката исто се разделив
од живите настапи во Австралија, свадби, игранки, ти рекам рече. И меѓутоа во таа пасивност од тоа, јас го создав најновиот албум тогаш, значи 2007 година. И после тоа, значи, најше годините си го прават своето, сум се исцрпел, мислам дека сум се исцрпел и сум се докажал и не сакам да заминам, значи, на тоа ниво, значи, запамтен по тие работи и се повлекло тоа мое пишување и се враќам назад сега во младоста кога сум пел забавни мелодии. И на тој албум, последниот албум, како последна, број 13, ставив на забавна мелодија, што сум ја напишал на 20 години, 73 година, на Охридско езеро. И, значи, таа е во тој стил, тогаш напишана, ретро. И исто така многу убаво прифатена песна да се вика Лето и езеро, ама пола ја пеам македонски, пола на англиски, Summer and Sea се вика Лето и езеро, Лето и море е тоа Summer and Sea, ама езеро нас не звучи, Охридско езеро, асоцира веднаш на Охридско езеро. И за да се вратам повторно да завршам на македонски, многу убаво. Може да слушнеш таа, ја има на YouTube, на тие работи. И, значи, тоа е тоа. Значи, се докажав, освоив тоа што требаше се освои. Сум земал награди каде што не зема учени, нели, музиканти, нели, од академија, од сите тие работи. За мене тоа е најголема награда. Значи, сум се докажал дека можам да се носам и со нив. И си реков, добро, што сега? И што сега? Гитарата секогаш ме тука во чоша некаде. И гитарите ми се љубов, значи ги менувам, купувам поскапи гитари, како да остане како легаси значи спомен на внучињата. И така. А свирите понекогаш? Свирам и тие ќе дојдат, па сега тој помалиот ќе земе една флейта така. Кавалче дудеше, не знам што е. И ќе свирка, јас ќе си свирам и може не е синхронизирано, ама тој ужива во тоа. А инаку, за моја задоволство, да речеме, и исполнетост, тие песната Кадеста македончиња, први недниот е 3 години потвор од први, сам тој, на 2,5 годишна возраст веќе ја знаеше мелодијата и ги погаѓаше зброите. После дојде другово, тој веќе 5 години, тој 2,5 години, 3 години, и заедно пева, ама од тоа поголема награда. Си рекол, Бранко, што повеќе? Така. Повеќе? Сигурно ви се полни душата кога ќе ги слушнете, нели, внуците како ја пеат вашата песна, а исто така верувам дека и на други веселби во Австралија кај македонците се пее оваа песна. Па кога ќе ја слушнете, како се чувствувате? На еден начин, значи, секогаш благодарен, а од друга страна и како веќе обнародена песна. Затоа што народот и не треба да знае дека Бранко ја напише. Значи, народот ја прифатил веќе пред скоро 40 години, сега за 2 години ќе бидат 40 години. И тоа е најголемата награда на еден композитор. И јас така прифаќам и сум и секогаш благодарен што ми се случило тоа. Таа случка од почеток што зборуваме. Ето тоа е, се укаже прилика во право време, на право место со прав човек и јас ја зграбчив, знаем дека е прилика затоа што претходно, едно 10 години пред тоа пробав со забавни мелодии, пак Кирил Тодевски, се сретнаме во телевизија со веќе популарно лице, да не го споменуваме, затоа што ништо не изледа таа средба, значи не било времето. Местото беше тамо, човекот може да бил правиот или не правиот, ама не беше моментот. И еве дојде после тоа за народна музика. Еве неколку пати исто ги спомнавте забавните песни. Колку песни имате направено забавни? Само демо снимки се тие. Имам доста, значи сум и во тоа време, значи зборам за досните 60-ти години.
и почеток на 70-тите години, имам пишувано и протестни песни. И многу ги пеам до ден денеска за мене, жената ги знае, че ги пеам. Прашањето ми беше дали, ако веќе се повеќе од 10, дали размислувате и тие да ги ставите на носач на звук, зашто да не да се со Сашо сме разговарале како трајна вредност, со Сашо сме разговарале за тоа и може да се случи тоа, меѓутоа сега јас сум нели изложен тамо на тие влијанија, живеам веќе 44 години, значи ги слушам тие евергрини од порано, нели? И желбата ми е значи да направам, не знам како ќе се случи тоа, пак треба да се случи нешто, да испеам значи популарни евергрини од тоа време. Ето тоа ми е желбата на англиски јазик, значи да се докажам дека можам и тоа да го направам. Ето ми е значи предизвик, чалендж, што вика таму. И многу бава маичка имате и се гледа на маичката гитара, што значи дека овој инструмент ви е при срце. Во срце ми е, да, и вакви сум имал гитари, и се уште имам, и тоа ме исполнува, значи, се враќам во младоста. А од секогаш свиревте на овој инструмент? На гитара. Почнав на мандолинче, нели, во Смолетка, и мандолината исто, значи, се докажа дека ме вовело во понатамошниот музички живот. Така, дали посетувавте музичко школо или сте така самок, така да кажеме? Во Драчево, значи, имаме 20 музички учители, од кои еден беше Кирил Тодевски. Значи, а другиот беше Борис Коларовски, беше директор на Танес, нели? Значи, претежно беше Борис Коларовски, тој кога ќе отсуствуваше, Кирил, значи, од 20-та. И, значи, тој оркестар беше многу јак. Тој оркестар, учителите беа добри, значи, правила композиции од класици, од Шуберт, од Шопен, од Моцарт, и ги свирам, и јас ги памтам на ден денеска. И можам на мандолинче да ги отсвирам. И тоа е нешто што треба да го направам, да си земам мандолинаца. Така, да. А од внуците некој интерес има за да свириме? Внуците сакаат многу пеење, значи ги пеева овие песните од тој последниот албум, и за Драчево, за Елизабета, за баба, не ти работа. Меѓутоа, сега, како сунгери се за забавна, нели, англиска музика, и за спорт. Се многу заљубени се во спорт, и тој малиот веќе има дата кога ќе постане професионалец. 36-та година тој ќе биде професионален австралски стил фудбал. Значи она како зовлена како крставица што викаме ние Ози Рус, австралски фудбал. Не е рагби, нешто мешавина од фудбал, од галек фудбал, од тие работи, значи раце, нозе, све фаќање за половина, за да го совладеш доле и ти работи, да. Така, знаат за Македонија и знаат да зборуваат, или? За Македонија само смешните работи, смешки, баба им ги учи, јас ги учам, за Божика, за Коледа Леде, знаат за деновите, месеците, значи, ги учиме што можеме, ги само еднаш на неделата ги имаме. И се зависи до мајка им и татко им. Нашите деца, мајката нивна и синот наш, знаат да пишуваат, знаат да зборат и керката го принаучи и зетот, зашто и тој е Македонија, со македонско потекло. Меѓутоа, животот си го прави својата, се премногу ангажирани, и со нив децата се преангажирани, и нивните работи, и сега остава ние бабите и дедовците, ама не може, мајката е клучен фактор. А уште за крај ги правите тие обичаи за Великден, за Божик? Да, значи тоа дали бабцата и јајца одите во црква, сигурно имате фамилиарни, значи тие се средби и седенки, значи значи имаме попримено и католичкиот, значи ние славиме, во Македонија славиме све. Само да не се тепаме, да не иначе во славење нема ништо грешно. Значи католичкиот го славиме затоа што е државен празник, си го славиме нашиот Божик, си го славиме Великден и Иста, католичкиот Великден. И во црква се оди за нашите празници, за Божик, за Великден обавезно, за Божик и за Великден обавезно. Се прославуваат Великден во клубовите, денот на независноста на Македонија, 11 октомври, и тие стари датуми што си ги прославувале. И тоа животот продолжува, само
и средината во која што живееме исто е така пресудна. Значи не може да очекува тука нашите дека ние можеме да бидеме исто со овде како и тие што не можат, нели, со тие тама. И тоа е така. И припаѓаш средината во која што живееш, ама не забораваме за нашето потекло. Така. Еве зборува и ова како зборувам јас, нели? Така. Да. Бранко, ви благодарам што издвоивте од вашето драгоцено време и дојдовте нели во телевизија Сонце да си поразговараме за вас и за вашата кариера. Набргу си заминувате, па јас ви посакувам добро здравје, исто така да имате убав, мирен лет и секое добро. Навистина сум бескрајно благодарен што добива прилика да разговараме повторно и благодарам за желбите. Секако се враќаме ние назад, него ова што го доживеавме сега овие 5-6 недели, ќе држи влага за уште долго време до следниот пат. Дај Боже. Така. Да, со задоволство отворени се портите на телевизија Сонце и повторно кога ќе дојдете слободно јавете ни се, ќе си поразговараме повторно за вас, а и за нашите македонци таму во Австралија. Уште еднаш ви благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, во продолжение слушнете ја песната со која што и го започнавме разговорот, а тоа е Македонио, земјо најмила. И со тоа ви посакуваме и јас и Бранко убава, пријатна вечер. Таму далеку на Балканот, таму далеку на Балканот, таму е
жара, таму е нашата